Да, за жал познавам не една, туку многу повеќе девојки што се омажиле многу млади. И за жал тие се соочуваат со нивниот прв развод. После идат други проблеми, каде што нивната заедница едноставно не ги гледа, како не ги прифаќа едноставно да се разведени, имат многу дискриминаторски предрасуди, па зошто си се омажила, зошто си се разведела, требаше да молчиш, требаше да го преќутиш тоа, требаше да го промениш тоа, требаше да најдиш начин, едноставно така му кажуваат со нивни зборови. Кај младите девојки тоа едноставно прво тие не се ментално спремни за да вклучуваат брак, ни физички, ни ментално спремни и за жал паѓаат во депресија. Преку другија и познавам мои блиски роднини што низ тоа поминуваат и се соочуваат со тоа. Направиле грешка, откако ќе ја сватат грешката што всушност представува брак. Сериозност, нешто што дете не може тоа да го прифати и да се вклучи во таа заедница. Од тука не си само со сопругот, овде имаш и девер, имаш свекрва, свекор, може и помала золва да имаш. Па тука има, се знае невестата, треба да готви, да чисти, да пери, да пречекува гости, да испраќа гости. Има многу одговорности кои што едно младо дете, можам да наречам дете, што не може да ги сноси тие одговорности. И зато тука престанува бракот. Па, очекувањата тие секогаш прво размислуваат да завршат школа, па да запознат некој, па вака, па така, но за жал во пубертетот секогаш ние многу брзаме и многу се сакаме да вкусиме, да пробаме, па ова, па она и кај нас за жал родителите пристапуваат со женските особено многу строго. И ако, пример, девојчето сака да излези на кафе, па со другарка, па не знам нешто да прави надвор од дома, обично родителот ќе му каже не. Или нема да ти дозволам, не знам кај ќе одиш, не знам што ќе правиш. Родителите немаат доверба во нивните деца. Тоа е најголемиот проблем кај нас, во нашата заедница. За жал, девојката кога ќе дојде веќе на 18-та година, кај нас мислат дека веќе е спремна да се мажи и да си створи своје семејство, фамилија, но стварно 18 години се ништо за брак. На 18 години веќе ти сваќаш дека баш тогаш ти почнува животот да живееш. Баш тогаш ти се годините кога треба да излегуваш, да шеташ, па дискотеки, па другари, па другарки, друштва, дечко и се друго, наместо да размислуваш за брак. И јас обично се справувам со тоа што му кажувам дека не сум спремна за брак, дека имам своји сопствени цели кои што сакам да ги исполнам пред бракот. Ако се малолетни, обично прифаќаат поради љубов. Тие мислат дека се заљубени, мислат дека се можат со љубовта да постигнат, ама не, за жал не е така. Во бракот не се гледа само љубов, тука има и доверба и почит и самостална треба да биде, треба да чува и деца и едноставно дете тоа не може да го направи. Обично ако се сретнам со некоја девојка која што има дечко и малолетна е нормално, обично размислуваат да вклучи со него брак. И јас вака пријателски
настроена му кажувам дека му е рано. Прво треба да си заврши школа. Прво треба да си најди работа. Еве пример, јас сега се спремам за возачка. Да, и му кажувам дека треба и та исто како мене, пример да гледа по моите постапки, да оди по мене, да гледа дека јас сум среќна и вака, не ми треба маж, рано ми е. Така, со такви зборови. Дека треба да ужива во животот едноставно. Да, не само посигурна иднина, туку може да ме направи многу самостална. Самостојна да сум, да не мора јас во иднина кога ќе се омажам, да не треба да чекам од мажот да ми даде пари тој мене, за да си купам јас нешто или да си ги остварам моите цели што сакам да си купам или па да си направам нешто, било што финансиски. Ме инспирира тоа што гледам девојки постари од мене, како си ги остваруваат нивните цели, како завршуваат факултет, па се уште се градат, се едуцираат, не се откажуваат од нивното образование. Тоа ме едуцира најмногу. Да пристапат прво како пријатели, како нивни пријатели. Треба да ги разберат кога се во тие малолетнички години, кога се во пубертет. Треба да пристапат како нивни другари, а не како строги родители, како што се и обично. Треба да им кажат дека прво најбитно му е нив образованието. Треба да му кажат да се едуцират, да се образоват, а не да размислуваат од мали или па има еден збор што го велат постарите, вака ќе правиш кај мажот ти, вака ќе му збораш него кај мажот ти. Уште на 13-14 години му спомнуваат брак. И едноставно девојките тоа си го стават памет, јас мислам, дека треба да размислуваат за брак. Возможно е со едукација, со разговор, со пристапување на пријателски начин и така ќе се промени ова. Моите планови за блиската иднина е да станам медицинска сестра, да му помагам на општеството, на луѓето, на постарите, на беспомошниците. Значи, најбитно од се е да се оди во училиште. На прво место е образованието, кое што, пошто нели се деца, треба најголемата поддршка да имат од своите родители. Исто така треба да бидат во мешани паралелки за да гледат од другите, за да бидат подобри. Исто така, после завршувањето на образованието, треба да си се вработат, да бидат свесни за тоа дека треба да стапат во брак како вработени, да не зависат од другите, пред се жените. Да не зависат од своите мажи, туку да си имат своји цели и така натаму. На мене, пред се, јас имав голема желба да учам. Моите родители ме поддржаа во тоа, никогаш не ми го скратија правото или да било шо да ми скратат. Јас го продолжив моето образование. Потоа, кога почнав на факултет прва година, се појави Фатма. И Нешат исто така. Тие беа вторите кои што ме мотивираа многу. Па и заради тоа сум денес тоа што сум. Јас како мала бев многу тивко, смирено и повлечено девојче. Учев во мешана паралелка со други етнички групи, а исто така во улицата каде што живеам сме мешана заедница. Другарите што учевме заедно, значи цел клас бевме со петки, сега тоа исто така ми влијаеше. После тоа средно кога се запишав,
со сама скроз од мојот клас се запиша во средното економско училиште. Тоа ми даде дополнителна мотивација и воедно бев единствената ромка во средното училиште. После тоа дополнителна мотивација, нели, дурси трета, четврта година каде на факултет и така натаму. Јака страна, да речам, ми беше економските науки ми беа. И се одлучив да се запишам на економски факултет, каде што исто така таму бев единствената ромка во мојата генерација. И така, значи, најбитно е да си со некој, да се надпреваруваш, и така ќе се мотивираш, исто така почнуваш семинари, обуки пред се со невладиниот сектор. Значи, тие ми беа така најголемата мотивација, тоа ми беше. Секако дека постојат алтернативи, ту многу постојат. Битна е желбата. Битна е желбата. Да сакаш, и значи се што ќе посакаш може да се оствари. Прво, јас ќе кажам како мој пример, значи доколку се нема средства, доколку не знаете кај да се обратите така натаму, Сумнала е тука, Фатма е тука. Значи како и да е, може да се најде некое решение, некој начин за да се продолжи. Секогаш постои начин за да се реши. Реално, и таа реалноста е тешко, но со подигнување на свеста, односно разговарање со родителите почесто, разговарање со децата, со училиштата, предавања, обуки и така натаму, може да се постигне, само што дел по дел треба. Сега има, да речам, позитивни резултати, са не кој знае колку, но сепак, спрема тоа што беше претходно, е подобрена ситуацијата. Прво треба родителите, пошто ако се работи за деца помали, на прво одделение и второ одделение, значи тука родителите треба, и после тоа полека со текот на годините, пример четврто, петто одделение, шесто, тогаш се тие, да речам, лудите 2-13 години, каде што може да се направи тој хикс стапување во брак и така натаму, и тогаш, значи, треба и со децата и со родителите паралелно, ама пред се прво треба со родителите, пошто традиција е како традиција е, но има лоши последици. Секако, значи, семејство, исто така други планови на професионален начин, надоградување и така натаму. Секако дека можат, само треба да се разговара со повозрастните за да го сменат мислењето, бидејќи ако се направила таа грешка не значи дека тука застанал готово животот, тоа е, треба дома да се седи, не треба да се образува и така натаму. Не. Напротив, значи, колку луѓе има што мажени се со деца си, повторно го продолжуваат образованието, пример на факултет, на магистерски студии, на докторски студии. Имаме еден куп такви примери каде што паралелно имат и семејство и се надоградуваат, се образуваат. Па се маживме мала, пошто јас родителите ми беа разведени, после при очув бев растена. Така беа малце тешки времината, тогаш и со фамилијата, и финансиски, и други работи. И така, ме побараја од мајка ми страната, бев така понудена да се мажам. Ми рече поарно, мажи се, мајко. Јас како прво не знаев ни во што ќе се соочам и со што ќе се соочам во живото,
во текот на времето веќе таму се соочував и со добро и со лошо и со секакви работи. Ама таа си врват времината, се учиш некако на тоа и да, на 17 години бев веќе мајка. Не бев работена. Ние обично кога ќе се мажиме, работата е дома. Куќата треба да чистиш, да гледаш, да готвиш, да правиш, да периш, што е обврската твоја. Тоа е се уште дете. И јас имам за ќерка, што веќе јас со неа веќе подруго му давам други совети, например, да учи, да биде подруга во животот, да не биде како мене. Тоа ние му го спомнуваме на нашите деца, дека било во нашето време потешко. Сега мислам дека нашите деца, мојата ете, например, моите деца, тоа го знаат и тоа са го сваќаат дека тоа било тешко време и сега веќе подруго размислуваат нашите деца. Сакат да учат, значи со наша поддршка, например, си го терат живото подобар. Тоа е нормал, пред се треба да учат, да имат подобар живот. Тоа точно треба да се промени, не е добро тоа за деца мали, да стапат во брак. Препорачувам да си учат, да си бидат учени, да си го продолжат животот, да бидат нешто во животот, да си имат доверба во себе, да бидат подруги. Тоа е најдобро, да си застанат на своји нози, да си бидат повозрасни, подруго ќе размислуваат. Например, јас сум активна во Сумнал, например, идам често со мојата ќерка и сум баш заинтересирана и тоа и ќерка ми сакам да го слуша и многу е подобро да се слуша и да се учи. Така ете со децата, наместо на школо, по деца и сгрешевме, се мажевме и што видовме ништо. Што требаше да се завршиме школу, тоа е. И затоа сега ги учиме младите да си учат, да не бидат како нас. Отие школото на прво место, после работата, па после мажењето. Па добро сега, дете, не знаеш ништо, се срамиш, не си како дома. Да чистиш, да периш. Тоа. Не. Покасно. Само пак дете, не е убаво, не знаеш ни дете шо е ни кај си, ни шо си. Животот, се чудиш дете, ти самата дете, мора да го вардиш, да го гледаш, како секоја мајка. Најпојче. Зато велам школото си е школа, па работа, па после мажење. Зато сега ги учиме младите да не брза како ние што направивме грешка.
Еве, кај мене се сите големи, јас имам 5 деца, сите ми завршеа средно. Големиот ми е 31, вториот ми е 28, третиот ми е 25, чупето ми е 19, другата 13. Значи, да си најдат работа, годините се ги имат, да се женат. Идиме овде во Сумнал, кога има проекти, сите сме тука, со се деца. Так, има. Да се ги слушаат децата родителите, да не брзат, да не ги слушаат другарите, другарките. Шо има со родител да си разговарат, шо можат ќе му помогнат, ама школото му е направо. Значи да си завршат, да си најдат работа и после животот е пред ним. Што повозрасен си во годините, позрел си, кој ќе станеш мајка и подруго размислуваш, тоа е на прво место. Образованието е на прво место, друго е кој ќе си образовен, ти се отворени вратите и за работа, за се. Не можеш да бидеш зависен од сопругот кој ќе се мажиш, ќе си имаш своји финансиски средства. И јас во Сумнал центарот сум активна веќе баги време, во сите проекти што ги работиме. Тие проекти мене ми даваат мотивација и јас ги мотивирам моите деца со тие проекти. Што поголемо образование, подобра работа и подобри финанси. Тоа е се до родителите. Средината од родителите, средината на живење местото, што покасно да се мажат, поарно и за нив, дека позрел човек кој ќе по-друго мислење има и побрзо ќе се снајди во некои работи. Да се врати времето, би се образовала и го завршила школата, тоа што го имав голема желба. А тоа е? За криминалистика, ама моите родители не ме оставија. Како родител, првен треба да си добар родител и другар на своите деца, да бидат отворени децата со родителот, што и да има да кажат на домашните, отколку на улица, и секогаш треба да ги мотивираме децата како родители. Па не се добри, пошто 13-14 години си дете, мислиш уште на игри, на детство, а од друга страна стапуваш во брак, од дете излегва дете, тоа е нешто чудно. Не можеш да се справиш. Има многу што си имат мажено, нали? Дур си помал не мислиш, ама текот со годините, кој ќе, како да кажем, кој ќе стекнеш поќем години, да речем, повозрастни години, подруго размислуваш и тогаш идат и до развод. Треба да има ментори во училиштето за учениците. Треба дружење поќемто, децата да ги оставаме да излегват, да му одредиме сад, пример,
Од 6 до 8 смејте да излезете да се дружите, да не ги затворваме дома. Дружбата е убава. Дека кога ги запираме, не ги оставаме да се дружат, тогаш грешките ги прават. Навистина, еве, веќе Сумнал постои 25 години и секогаш било приоритет образованието на децата и тоа и беше една цел, можам да кажам и визија на Сумнал, дека секој дете треба да оди на училиште и дека ние ромите само преку образование можеме да се интегрираме. Токму во нашите програмски активности е насочено образованието на децата, почнувајќи од најмала возраст, како да ги мотивираме, особено во основното образование, како да ги задржиме, да го намалиме осипувањето, но меѓутоа многу повеќе како да ги мотивираме тие да продолжат во средното образование, факултет. И можам да кажам, еве, веќе толку после 25 години, многу девојчиња сме ги мотивирале, сме им дале поддршка. Меѓутоа, морам да кажам дека поддршката не сме ја направиле сами, туку сме ја направиле со нивните родители, затоа што најважно е едно дете, една девојка, значи не само за девојките, туку и момчињата мора да ги спомнеме, дека треба да ги поддржиме, меѓутоа и многу разговор, мотивација и да им кажеме што се постои во животот, дека не е само малолетничките бракови. Па јас велам дека образованието, ние односно учиме цел живот додека сме живи, веројатно јас сум еден таков пример. Додека бев немажена, завршив филозофски факултет, поточно на Институтот за педагогија. Потоа, откако се омажив и откако добив дете, се запишав на магистерски студии, така да навистина еве завршив веќе 2, меѓутоа и повторно не застанувам овде, иако моите 2 деца веќе се пораснати. Запишана сум на докторски студија, малку намирување ми се. Меѓутоа, тоа значи дека ние постојано мораме да го следиме времето, се со цел да видиме што се случува и тие промени да сме во тек. Па да, верувам дека навистина има време за се. Ако го организираме времето, тогаш можеме да кажеме дека ќе имаме време, еве како јас на пример работам, имам време за моето семејство во невладината организација, меѓутоа тука сум јас и за сите луѓе, за сите пријатели кои ќе ме побарат за кафе, меѓутоа и секогаш кога заедницата знае нешто да ми побара, тука сум да помогнам. Што значи дека ако правилно го организираме времето, ќе имаме време за се. Токму така приоритети треба да зборуваме, меѓутоа многу почесто треба да ги спомнуваме, треба да работиме со децата многу од помала. Често децата значи не можат да слушаат убави животни приказни за жал во животот, затоа што живеат можам да речем по големиот дел во една средина во кој што нема често може да слушнат убави приказни, обично ние често сме така оптоварени со негативни приказни и нас не трујат тие негативни приказни. Меѓутоа кога ги слушнале убавите приказни, кога ќе слушнат многу повеќе луѓе дека тие имале проблеми, меѓутоа ги надминале, на пример проблем сиромаштија, немале облека, не ги пуштале, на пример, може се соочиле со дискриминација, меѓутоа сите тие, можам да кажам, еве за ромите кои што завршија, значи сите тие се соочиле со тие проблеми, меѓутоа не се откажале, ги надминале пречките и што е многу важно, тие веќе некаде прават нешто за општеството и представуваат пример, мотив за сите други. Така да не можеме ние секогаш на сите пречки, на првата препрека да се откажеме, туку напротив мораме да продолжиме. Иако навистина патот е многу трнлив, меѓутоа по трнливиот пат мораме да одиме за да може да дојде после убавото нешто. Ќе им кажам дека навистина ќе ја направат најголемата грешка во животот, затоа што може да го видат секој. Може да го видат во семејството, во соседството, често се случуваат малолетнички бракови, меѓутоа кога ќе го добијат и првото дете, се соочуваат и со првите предизвици во животот, кога ќе видат дека тие не се спремни дете да види дете, меѓутоа и не се спремни прво од брачни, не се свесни за брачните обврски кои што ги имаат во семејството, не е исто дома и во туѓата куќа и многу тешко, многу големи очекувања имаат, иако се тие млади, особено кога ќе одат во другата куќа. Сепак сите ние мораме да кажеме дека тие се мали деца во кои што не ни знаат
прво не знаат да стануваат рано, не знаат ручеци да прават, толку се бараат многу од нив. И навистина морам да кажам, тие веќе кога ќе го добијат и првото бебе, уште повеќе разочарувања доаѓаат, меѓутоа и никој не зборуваме за таа депресија која што влада кај младите, разочарувањето. И тогаш веќе се појавуваат и првите проблеми во семејството во кои што тие не се спремни да се соочат, меѓутоа и само тоа не е проблем, пошто тие не се спремни за работа, не можат економски да бидат независни и тогаш се натрупуваат проблемите во кои што постојано се натрупуваат и нема излез со таа сиромаштија. Мораме да веќе да кажеме дека живееме ние во едно друго време, веќе свесни сме и дека прво мора да бидеме ние отворени кон своите деца. Веќе треба за сите проблеми да разговараме, нема табу теми или не можеме да кажеме ова е срамно да го зборам со моите деца, затоа што е многу подобро тие да зборуваат со нивните деца отколку децата да направат грешката. Токму тоа се случува затоа што тие немаат со кого да разговараат. Тие бегаат од проблем. Кога ќе најдат на првата пречка, тогаш и се соочуваат со тие малолетнички бракови. Да не дозволиме од една грешка, од еден момент, да им го уништиме целиот живот на младите.